Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска ќе гледате многу интересна емисија. Ќе сготваме на многу позната италијанска паста која се нарекува аматричијана и ќе испечам карфиол на многу едноставен начин, ама многу вкусен. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Паста која потекнува од градот Аматриче во Италија, близу до Лацио, и е многу интересна затоа што до 17-тиот век ја јаделе без домати. Доматите во Италија стигнале во 17-тиот век, тоест тогаш почнале да се произведуваат на големо, затоа што нивниот вкус ги освоил италијаните. Претходно оваа паста се правила многу класично, потекнува од малите места, нели како што кажав, и се правила со гуанчале, се правила со пекорино и малку луто. Едноставно, лесно, меѓутоа вкусно. Кога во еден период во градот имало земјотрес, оваа паста станала символ и се правела постојано. Дури во многу други земји во светот, луѓето ја правеле со цел да соберат средства кои ќе помогнат во сето она што се случувало за време на земјотресот и после тоа. Длабока вода која треба добро да посолиме, а потоа да ги ставиме и тестенините. Што ни е потребно и како наједноставно оваа паста ќе ја направиме? Ќе земеме едно тавче кое ќе го ставиме на оган, меѓутоа на сред оган. Јас ова ќе го префрлам тука да си крчка, бидејќи ми е рано да ја ставам пастата да се вари. Тавчето ќе го ставиме на среден оган, како што кажав, само да го наместам. Ете така. И гуанчалето ќе го ставиме да се растопи полека и да ја пушти маснотијата. Многу едноставно и многу лесно се прави оваа паста. Откако ќе ја пушти маснотијата гуанчалето, ќе деглазираме со бело вино. Откако ќе испари алкохолот, ќе ги додадеме доматите и ќе додадеме малце наше буковец или снегулки од чили. А италијаните имаат едни многу мали пеперчиња, пеперенчино ги викаат, исто може и такви да додадете ако имате, меѓутоа важна е пикантноста во оваа паста и пред да биде готова во нејзе ќе додадеме од пекориното половина, а половина ќе го додадеме од која ќе биде готово. Следно јадење што ќе го правам денеска е карфиол. Многу сакам печен карфиол. Што треба вие дома да направите? Дома треба да го ставите во длабока и солена вода, малку да се обари, а потоа да го извадите од водата, не скроз да го сварите, него малку да го обарите, а потоа да го зачините и да го ставите во рерна да се пече заедно со зачините и на страна ќе направиме редуцир од балсамико и мед кој ќе го ставам на тивок оган, полека да се редуцира, со него ќе го прелијам кој ќе биде готов и секако ќе направиме еден многу интересен сос со тахини. Ова е здрава храна или за оние кои постат во овој период од годината. И ќе има и за едните и за другите една прекрасна светски позната италијанска паста и секако варен па потоа печен карфиол кој е вистински деликатес за оние кои сакаат да јадат карфиол, а за оние другите секако откако ќе го направите да им да пробаат. Верувајте дека ќе побараат и репете, затоа што карфиол спремен на ваков начин е на вистина многу вкусен. Ајде сега вака. Ќе ставам во малото тенџерче балзамиран оцет и ќе додадам внатре мед и ќе го оставам полека на ниска температура, добро да се редуцира, да добиеме убава густина. Тоа ќе биде шлагот на тортата која станува збор за овој карфиол. Карфиолот, јас бидејќи имам многу модерен апарат или конвертомат, ќе го ставам во плехче кое е со дупчиња и ќе го ставам на пареа да се обработи, меѓутоа не многу долго, затоа што сакам и кога ќе биде испечен да има убава структура која ќе го јадеме. Еве, не повеќе од 15 минути во конвертоматот, а да видиме сега гуанчалето до кај не. И веќе ако правите ваква паста, ако решите да направите ваква паста за вас и за вашите
најдраги дома, купете на вистина гуанчалет затоа што така ќе го добиете и тој оригинален вкус како некогаш во Италија, нели? Оганот ќе го намалам уште малце, ете така, не смее да изгори, треба само да ја пушти маснотијата. За тоа време, јас ќе ги ставам шпагетите во солената и врела вода што врие и секако ќе ги направам ал денте. Значи, 1 минута пред да бидат готови, ќе ги извадам и само ќе ги додадам во пастата и во сосот и ќе бидат многу вкусни за јадење. Повторно ќе ви кажам, ал денте што значи да бидат термички обработени, меѓутоа не да бидат 100% сварени, затоа што ако се 100% сварени тестенините, во желудникот многу брзо време се обработуваат и така за кратко време ќе бидеме повторно гладни, а доколку ги направиме ал денте, тогаш подолго време ќе бидеме сити, верувајте. Гуанчалето е веќе добро испржено, ама не препржено. Шпагетите ги сварив и ги ставив во посебен сат. Сега овде ќе додадам малце снеголки од чили или буковец и ќе оставам да испари алкохолот. За тоа време во еден длабок сат ќе додадам малце таан. Кога правите сос со таан, оне редок е вака е во течна форма. Меѓутоа, погледнете што се случува со таанот кога во него ќе додадеме малце лимон. Тој буквално ќе ја промени структурата и ќе се згусне. Само треба добро да измешате и да соедините. Еве го, погледнете каква структура доби сега од лимонот и за да се разреди, секогаш во него се додава топла вода. Пред да додадам топла вода, јас ќе додадам масло со чили и ќе додадам за дополнителен вкус малце ворчесте. Сега ќе го соединам сето ова и ќе додадам врела вода, меѓутоа постепено. Мешајте додека не ја добиете, погледнете сега оваа структура. Сега ќе додадам малце сол и малце бибер. Одлично. На крај ќе додадам со лупени зрна од органски коноп, затоа што содржат многу здрави протеини. И секогаш кога сме на пост или кога сме на здрава храна, треба да внесеме се што ни е потребно за да можеме нормално да функционираме. Еве, јас сум спремен со сосот. Ова ќе иде на чинијата кај што ќе биде карфиолот. А сега е време да го извадам карфиолот и да го зачинам и веднаш да го ставам да се пече. Отлично. Токму тоа што ми требаше сега. Ќе ја сменам функцијата, ќе ставам на печење на сува температура и ќе наместам на 200 степени. Еве, може да видите каков е обарен карфиолот. И сега во друг сат ќе додадам масло. Црвен пипер или димена црвена мелена пиперка. Малце куркума. Ќе додадам сол. И сето тоа убаво ќе го измешам, меѓутоа ќе додадам и малце лукче, меѓутоа малце само да му дадеме една друга енергија која му е потребна. Еве го и овдека виното испари, а во него сега ќе додадам пелати. Италијански домати кои немаат многу желе внатре, него имаат многу место, што ви рекле. Лукче ќе исецкам и ќе додадам малце во смесата. И со оваа смеса, драги мои, ќе го премачкам карфиолот и ќе го ставам да се пече. Ќе добие одлична боја. А на крај со редуцирот од балзамиран оцет. Ете така, лукчето ќе го додадам внатре. Еве смесата ја соединив. Едноставно, лесно и брзо ќе направите оброк, посечи вкус. Ако
го направите ова што денеска јас го правам, италијанска позната паста и печен карфиол, едно од моите омилени зеленчуци. Сега, многу внимателно, ќе го прелеам. Погледнете како сегде навлегува маснотијата. Одлично. Сега вака го ставаме да се пече во рерна, а од кога ќе се испече ќе биде готов редуцирот, ќе го прелиеме и ќе го сервираме. Вака целиот карфиол ќе го сервирам во убава голема чинија. Видиме, прво мислам дека 20 минути ќе биде сосема доволно да се испече. Меѓутоа, кога ќе добие убава боја од озгора, тогаш е готов. Немој да го препекувате затоа што ќе го исушите и нема да биде вкусен. Карфиолот е убав кога е сочен цврст, ама сочен затоа што таква е неговата структура. Ако малку повеќе термички го обработиме, ќе стане како каша и тогаш нема да биде убав за јадење. Пастата си крчка, сега јас ќе додадам малце сол и малце бибер. Оваа паста нема лук, нема кромит, нема ништо. Едноставно, лесно, брзо и вкусно. Сосот можете да го направите денес, а утре да направите пастата, затоа што вака направен сосот може да седи во фрижидери неколку дена. Одлично, немој да ги испасирате сите домати, нека се видат малце парченца од доматите. Одлично. Охо, има и мала коричка фатено. Сега дорека е топол. Еве ја густината на редуцираниот балзамиран оцет со мед. Шубаво. Киселост секогаш му е потребна на карфиол. Ми се допаѓа како изгледа. Едва и чекам да подолади малци и да може да го пробам. Меѓутоа, како што ви кажав, овој пат ќе го сервирам целиот во чинија. Сега само ќе ја додадам во пастата, ќе го намалам огнот и ќе оставам сето тоа убаво да се спои. Одлична паста, многу вкусна. Сега, како што кажав, ќе додадам и пекорино. Ситно изрендано, многу ситно, како снег да биде. Доволно е од 30 до 50 грама, за да го даде оној посебен шмек на пекорино. Иначе, 360 различни видови на пекорино постојат во Италија кои се заведени. Меѓутоа, и таму како и кај нас во секое село, луѓето правеле млечни производи на свој начин и велат дека во Италија има сигурно уште толку кои се незаведени. Меѓутоа, многу вкусни и традиционални. Всушност, убаво е кога се почитува традицијата и начинот на кој се правеле тогаш производите, дали биле од млеко или месо, а во Италија, Шпанија, Португалија можете и токму тоа да го добиете. Вистински традиционален начин на спремање на млечни производи посебно. Сега веднаш ќе сервирам. Прво ќе го сервирам карфиолот. Сосот со таан ќе го ставам во средината. Одлична комбинација ќе биде ова. Во сосот, оние кои сакаат лукче, може да додадат да биде уште повкусен. Сосема
доволно. Додадеме семки од коноп. Ситно сецкани бадемчиња, печени и солени. Сето ова многу значи ако го внесеме онолку колку што треба со ништо и никогаш не треба да претеруваме. Посебно кога станува збор нели за храна. И бидејќи на овој сос киселост му е секогаш добре дојдена, врз него ќе додадам редуцираното балсамико, нека има. Одлично. Бадемчиња, крцкави. И на крај нежно во средината ќе го додадам карфиолот. Ставете го во средина на масата централно. Со едно ноже многу едноставно и лесно ќе може да го исечете и вистински да уживате во неговиот вкус. Одозгора сакам уште малце балзамиран оцет. Ќе расфрлам и малце рукола. И уште малце од семките. Тоа е готово. Сега уште да сервирам пастата и за денеска сме готови и спремни. Пастата многу едноставно. Погледнете. Толку. Сосема доволно. И на крај, секако, нешто кое е препознатливо за Италија, тоа е маслиново масло, екстра вирџин. Нашето од витаминка е многу добро и многу вкусно и многу потсеќа на она право, старо и традиционално италијанско маслиново масло. Нека ни е на здравје. Традицијата во Италија за пасти е навистина прекрасна и почитувана низ целиот свет. Аматричијана е паста која е навистина многу вкусна и се надевам дека ќе ја направите за вас и за вашите најдраги. А печениот карфил, зачинетиот печен карфил, идеален за секого, па дури и за оние кои не го сакаат вкусот на карфилот. Кога ќе го зачинеме, кога ќе го испечеме, ќе добиеме совршенство кое ќе ги освои нашите непца. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие секој ден гледате 4 сезони и се надевам дека вистински уживате онолку колку што уживам и јас додека готвам храната. Поздрав до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова и секако имајте убава и пријатна вечер и гледајте не и утре.